Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, tako i na zemljata. Lebod naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenje, no izbavi ne od lukavago, zašto Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata, posite vekovi, vekovi i vo vekovi. Amin, ti blagodaram, tatko moj, što toliko me vozljubi, što me vozljubi, vozljuben, čeda vozljubeni, što go dade Tvoj jedinoroden sin, ja proleja svojata sveta krv za sekog od nas. Snošti lujeto slavat nova godina, go slavat Dedo Mraz, go slavat vremeto. Ovdje je pišano dobro, vremeto je kratko. Imaš denovi koji si izbrojeni, brate i prijatele, da go izbereš Isusa, da go izbereš patot na ljubavta, da se usovršiš vo ljubavta, ili da se vratiš nazad. Prvata smrt, telo tog ostavaš vo zemlji, a duša todi na sud se predstavува pred Bog pominovan iz ognat na ljubavta. Ние зборуваме за еден соживот, сотрудништво, собеседништво, наживење, враќање во царството на духовите на нашиот небесен Отец, во царството на љубовта. Читаме дела 6, живото слово кое ни го остави нашиот Господ Исус Христос, кој е духовен јазик, преведен е на телесен со знаци на земните јазици, на вавилонските јазици. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам. Ке бидам бакар што звони, или кимвал што звечи, штом љубов немам. Дела 6 на докторот Лука, кој го следеше Исус Христос и преку духот на нашиот Отец кој зборува низ него, ни остава траги, патокази, поуки, како треба да живееме, за да се вратиме во љубовта.
Кога учениците се намножија, дај Боже да се намножат и во Македонија, еленизираните јудајци. Значи, јудајци кои ја прифатиле доктрината на Александар, Македонецот, кој ги пороби евреите, го ограби храмот. Антиох Епифан таму направи многу злодела. И ако малку истражувате, ќе проверите и ќе видите сите злодела што ги правил Антиох Епифан врз евреите денеска се случуваат во Македонија. Сите забрана на јазик, силување, убивање, палење на книги, осквернување на светилишта, забрање за именување на македонци. Сето тоа го правил Антиох Епифан. Значи, еленизираните јудејци се побунија против евреите. Зашто при секојдневното делење храна не биле пригледувани нивните вдовици. Тие живееле како едно, се ставале пред нозете на апостолите. Значи се откажале од собственоста. Ја предале на Исус. Тоа е добра патека и за размислување да се откажеш или сиот имот да биде во служба на Исус. Инаку немате полза од тој имот. Кој собира богатство на земјата, каде што го јаде молезот и крадецот го подкрадува. Собирајте си богатство на небесата, каде што ни молец го јаде, ниту крадец го краде. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Тогаш 12 апостоли ги свикаа целото мноштво ученици и рекоа: не е добро ние да го оставиме Словото Божјо и да послужуваме на трпезите. Зашто зборува тој? Треба да се држиш до Словото Божјо, а не да служиш по разни телесни земни работи. Но понатаму, затоа, браќа, одберете меѓу вас 7 честни луѓе, исполнети со дух и мудрост, па ќе ги поставиме на таа служба. Каков дух, каква мудрост. Значи, не е добро ние да го оставиме Словото и да послужуваме на трпезите. Има време за евангелизација, време за озвучување на Словото, време кога треба да се озвучуваат вистините на Исус, да се фрла семето, а време кога се послужува на трпезите. Некој мисля дека трпезите се леб и вино, Господова вечера. Трпеза е ова, мојата храна, вели Исус, е да исполнувам волјата на оној што ме пратил. Значи, тој е пратен, јас не зборувам од себе, туку од оној што ме прати. И јас не зборувам од себе, туку од оној што ме прати. Татко мој зборува низ мене, Исус е зборува и ти низ мене. Кога ќе ве приведат, не грижете се што ќе кажете. Зашто духот на нашиот Отец ќе говори низ нас. Затоа, браќа, значи се думина и ние целосно ќе се посветиме исполнети со дух и мудрост. Исполнети со дух и мудрост. Каква мудрост? Неземна човечка. Исусовата мудрост. Научи да молчиш пред Бог. Духот на твојот Отец да зборува низ тебе. Духот на твојот Отец да зборува низ тебе. Луѓето зборуваат од себе си, ја бараат својата слава. Секој го бара своето, а не она на Исуса Христа. Слава ти, Татко Небесен, а ние целосно ќе и се посветиме на молитвата и на службата во Словото. Служба во Словото. Ловци на луѓе. Сведочење за Исус. Колку погласно, колку повеќе, колку на поголем број луѓе. Ние не знаеме каде тоа слово ќе фати корен. Ќе видиме понатаму како Савле бил на страната на христијано-убийците. Предлогот му се допадна на сиот народ, Дела 6:5, па ги одбраа, пазете, Стефан, човек исполнет со вера и дух свети. Човек исполнет со вера и дух свети. Дефиниција на христијанин, што е тоа дух свети? Па духот на мојот Отец да зборува низ мене. Например, да научиш да молчиш во присуство на Бог. Духот на љубовта и вера. Која е таа вера? Дар на мудрост. Апостол Павле во Коринтијаните. Човечка мудрост не. Вера, поверува
И затоа зборува. И ние поверувавме и затоа зборуваме. Не зборуваме ние. Духот на мојот Отец зборува низ нас. Предлогот му се допадна на сиот народ, па ги одбра Стефан, човек исполнен со дух и вера, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармена, Николај, еден новопридојден од Антиохија. Нив ги поставија пред апостолите и тие, пазете сега, откако се помолија, апостолите, откако се помолија, кому се помолија и зошто се помолија, ги положија рацете врз нив. Значи, полагаат раце за да ги свето положат, како би се рекло, да им дадат власт преку духот. Но пазете, нив ги поставија пред апостолите, а тие откако се помолија. Сум гледал многу ракоположења. На едно место се вели, не положувај раце пребрзо никому. Значи, ти полагаш раце на некој и го прогласуваш за епископ, за апостол. Сум видел такви ракополагања, после испадна недобро. Сум видел како ракополагаат на ѓакони, па избегаа сите ѓакони од таа црква. Сум видел пророштва кои никогаш не се остваруваат. Пазете, се помолија. Тие откако се помолија. Значи, се што правиш, што да направам денес за тебе, Исусе, татко мој, не правиш не мојата волја, неговата, побараа дозвола, побараа благослов, побараа потврда, а не ракоположи, па после побегнаа ѓаконите, веќе не се во таа црква. Му побегна целиот тим. Кој како излегува вели дека таму нема љубов и дека го има мамон. Знаете, не ставај раце пребрзо. Значи се помолијат како се помолија, од како добијат дозвола во дух. Од Отецот Небесен положија раце, ги положија рацете над нив. И така Словото Божјо се ширеше и бројот на учениците во Ерусалим се зголемуваше, кога сме во еден дух, во една мисла, кога црквата е една, кога Исус е главата на црквата, кога Духот Свети води. Не ние, не луѓе поставени од луѓе. И големо мноштво свештеници, пазете, и се покори на верата. Големо мноштво свештеници, Дела 6:7. Чии свештеници биле тие? Го знаеле писмото, Стариот Завет? Ги убија сите пророци, ќе видиме понатаму. Тие свештеници се покорија на верата, значи претходно биле непокорни. Непокорност кон Бог е сатанска доктрина. Сатаната се спротистави на Бог и падна долу. Адам не го послуша Бог, непокорност, падна долу. Каин го убија, Авела го изгонија. Непокорност кон Бог. Вавилонците градеа кула до небесата, да бидат највисоко. Сатаната сакаше да биде највисоко. Непокорност кон Бог. Јаде од дрвото на познанието, на доброто и злото. Знае што е добро и зло. Адам стана како еден од нас, вели Таткото Небесен. Надвор од рајот. Оди и љуби. Првата грешка, неговите деца Каин и Авел се убија меѓу себе. Без Бог нема љубов. Без Исус нема љубов. Немаш доволно љубов да издржиш сета нељубов која те обкружува на оваа земја, дно на смртна сенка каде владее кнезот на лагата, паднатиот Сатана. Исусе, те сакам. Исусе, ти благодарам. Исусе, ти си ми се. Исусе, исцелување за сите оние што сега ќе го отворат срцето и ќе речат: Исусе, помогни ми. Дојди во моето срце. Дојди во мојата душа. Дојди во мојот ум. Зборувај ми. Сакам да бидам син Божји. Те сакам, Господе Исусе Христе. И така Словото Божјо се ширеше и бројот на учениците во Ерусалим се зголемуваше и големо мноштво свештеници и се покорија на верата. И денес имаме свештеници кои се непокорни на верата.
во разни црковни деноминацијски поделби, врзани за мамон, врзани за себељубие. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. А кој е тоа на Исуса Христа? Љуби го својот ближен како самиот себе. А Стефан е Сине Божи, исполнет со вера и сила, правеше големи чудеса и знаци меѓу луѓето. Ете тоа е Исусов апостол. Стефан, уште еднашка, исполнет со вера и сила од озгора. Правеше големи чудеса и знаци меѓу луѓето. Тогаш се кренаа некои припадници на синагогата, на црквата, наречена синагога на либертините, на киринејците, на александриците, протестантите, православните, католиците, адвентистите, пафлагонистите, јеховините пафлагонци и другите телесни читатели на Светото Писмо. Како и оние што беа во Киликија и Азија, почнаа да се препираат со Стефан. Со кого се препираат тие? Но не можеа да се спротистават на мудроста и духот со кој тој зборуваше. Христијанин, Син Божиот човек, кој не зборува од себе, туку духот на нашиот татко, духот на љубовта зборува. Speak, to speak, I pray you. Те сакам, Господе Исусе Христе. Затоа свештенодејците тајно подучија некои луѓе да речат: го чувме дека хули на Мојсей. Не, ние да речеме денес на Свети Климент и на Бога. Така го надразнија народот, старешините и книжниците, народ, старешини и книжници. Потоа пристапија кон него, го зграпчија и го одведоа во Синедрионот. Татко на лагата е кнезот на мирот Сатана. Таму поставија лажни сведоци, кои рекоа: овој човек хули на Бога, на ова свето место, и на законот хули. На законот. Законот што е? Идолопоклонство. Законот. Кој закон? Божиот закон. Законот е љуби го својот ближен како себе си. Нашиот татко зборува во целото Свето Писмо само за едно: да се љубиме како што тој не возлюби. Возлюбен, возлюбени. А законот е се она што ви го прават вам, правете им го и вие. Значи, што правиш, тоа ќе ти се прави. Го судите, бам ќе ви се суди. Го каменувавте, вам ќе ви каменуваат. Го слушавме како зборува дека Исус од Назарет, тој Исус, Исус, ќе го разруши ова место. Тој зборува за храмот, од тули, од бетон, од зид, од камења. И ќе ги измени обичаите. Обичаите им се ни важни, традициите што ни ги даде Мојсей. По извесен период прават идолопоклонство кон Мојсей. И видите, идолопоклонството дава слепило, бидејќи му беа на Мојсей пророците врзани. Идолопоклонство е еврејско, избран народ, доаѓа Исус, слепи, глуви, со срцето непокаяни, не го препознаваат, го распнуваат. Да, ние зборуваме за Божја волја, но зборуваме за принципот. Значи, тие си ги сакаат своите обичаи. Не знам зошто тоа ме подсетува на македонската култура, си ги сака своите обичаи, а не сака да слушне за Исус. Иако македонецот, нашиот предок, го повикал Исус, иако македонците денес, како и евреите, имаат идентитетски проблеми, сакаат да ги сништи сатаната, бидејќи го подсетуваат на Бог. Го подсетуваат на писаното од Бог. Тогаш сите што беа во Синедрионот го вперија погледот во него. Пазете во Стефан. И видоа дека лицето негово
беше како лице на ангел. Исусе, знаете, тоа покажува кој зборувал низ него, кој зборуваше и кој ќе зборува понатаму. Нека биде Твојата волја, Татко мој, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце, чедо возлюбено од другата страна на камерата. Тогаш првосвештеникот рече, така ли е тоа? Дека ќе го урнеш храмот. Храмот од камења. Икони, резби, фрески, предмети, билки, без духот на Исус. Тие се мртви. Мртви предмети, тој дело поклонство. А тој одговори, Стефан, по дух, луѓе, браќа, татковци, чујте, отворете ги ушите. Бог на славата му се јави на нашиот татко Аврам, кога беше во Месопотамија уште пред да се пресели во Харан. И ме раскажува сега тоа што тие го учат. И му рече, излези од твојата земја. Која е таа твоја земја? Си се врзал за земјата, човеку. Си се врзал тука. Исус ти вели, станете да си одиме од овде. Од твојот род излези. Си се врзал за родот. Од домот на татко ти излези. Па појди во земјата. Што ќе ти ја покажам? Послушност кон Бог. Ние сме врзани за оваа земја. Ние горе имаме царство небесно. Таму е нашиот дом. Овде сме привремено. Пази, тогаш тој излезе, значи Аврам го послуша Бог и се нарече пријател Божи. Авраам му поверува. Тогаш тој излезе од земјата Халдеска, таму негде, па се насели во Харам, оттаму по смртта на неговиот татко. Земен Бог го пресели во оваа земја, во оваа Македонија, во таа таму, Израел, каде што живеете вие сега. Моментално. Но Исус ни приготвил дом на небесата. И во неја не му даде наследство ниту една стапка земја, но вети дека ќе му ја даде на потомството негово и не му во посет. Иако уште немаше челад, тоа е пред да се роди Аврам, Исак, Исмаил. И му рече Бог вака, потомците твои ќе бидат населени во туѓа земја и ќе бидат поробени и мачени 400 години. Тоа се израелците во Египет, тоа се македонците под Турско и други народи. Но јас ќе му судам на оној народ под чие робство ќе бидат, а потоа тие ќе излезат од земјата во која се врзани, од материјалното, од телесното. Египет е телесност, земно царство, сатанско. И ќе ми служат. Значи, пратен да му служиш на Бог. Пратени си слуги. Исус дојде да биде слуга, да му служиш на Исус, да ја ставиш светлината на свекник. И му го даде заветот за обрезание. Значи, први на Аврам легна со Агара, го роди Исмаил и тој се обрезува. Потоа со слугинката легна, него чекаше Бог. Не беше покорен до крај последицата на неговиот грев, на неговото брзање. Денеска Исмаил се тепа со Исак. Се убиваат и се мразат и обата се обрезуваат. Потоа се роди Аврам, тој го обреза во 8-миот ден, Исак го роди Јаков, а Јаков 12 патриарси, како следува приказната за Божиот народ, кој до поклонство. Избран народ, бидејќи тој велики изберам народ, што ќе го прослави моето име, ги избира и македонците. И тоа, ако го повторувате, тоа ќе биде делопоклонство. Ако не разберете дека Бог треба да зборува низ вас, не вие, што сакате. Патриарсите беа завидливи кон Јосиф, пазете, братот нивни, и го продадоа во Египетот, и Јосиф имаше дарби. Тоа исто како Исус, што имаше дарби. Но Бог беше со него. Но таткото небесен беше со него. Браќата го продаваат Јосиф, тој што беше најдаруван.
Но Исус беше со него. Но Отецот Небешен беше со него. Може да биде и со тебе, и со мене, ако останеме во Божјата љубов. И го избави од сите негови маки и го дарува со благодат, по благодат сме спасени, видите, и мудрост пред фараонот, значи Бог зборувал низ него, египетскиот цар, земен цар, кој го постави за началник, тој го постави за началник Јосифа над Египет и на целиот свој дом. Тогаш настана глад и голема мака по целата земја египетска и хананска, по извесен период, значи Јосиф продаден од браќата. Но Јосиф не ги осуди, видите што прави тој. И нашите татковци не наоѓаа храна. Значи ова се Стефан им го зборува на израелците во Синедрионот, тие што го знаат се тоа, им го раскажува и ги подсетува. А Јаков, кога чу дека во Египет има пченица, ги прати таму по прв пат татковците наши. И кога отидоа по втор пат, Јосиф им се откри на браќата. Не ги осуди, им прости како Исус. Го запозна родот на Јосиф фараонот. Тогаш Јосиф прати гласници да го повикаат татко му Јаков и сиот овој род 75 души. И така Јаков слезе во Египет и таму умре тој, татковците наши, беше 400 години под робство. Под робство додека не го повика Исуса, додека не почна да го слуша Небесниот Отец. Тоа што Исус беше присутен уште пред да се роди Аврам. Тој презначен уште пред создавањето на светот, бил присутен кога Бог го создавал светот. И ги пренесоа во Сихем и ги положија во гробот што во Сихем го беше купил за сребро од Аврам и синовите на Емор, им ја раскажува историјата што тие ја преповторуваат, а ништо не разбираат. Но како што наближуваше времето за исполнување на ветувањето, за кое Бог му се заколна на Аврам, во Египет се зголемуваше и се намножуваше бројот на луѓето, се додека во Египет не дојде друг цар кој не го познаваше Јосиф. Тој лукаво постапи со нашиот народ, ги мачеше татковците наши, присилувајќи ги своите новороденчиња да ги оставаат, за да не останат живи. Во тоа време се роди и Мојсей, новиот избраник, кој му беше на Бога мил. 3 месеци беше хранен во куќата на својот татко, потоа беше пуштен по реката. Кога беше оставен, него го прибра фараоновата керка и го одгледа како свој син. И ја научи Мојсей целата мудрост египетска и беше силен во зборови и во дела. И беше силен во зборови и во дела, во Бог, во Отецот, во Духот. А кога навршуваше 40 години, нему му дојде на ум да ги посети браќата своји, синовите Израилеви. И кога виде дека еден од нив го навредува, го заштити, одмаздувајќи се за измачуваниот, го убие египтјанецот, кој го измачуваше. Тоа беше знак, но тие не го разбираат тоа. Тој мислеше дека браќата негови ќе согледаат дека Бог преку неговата рака ќе им даде спасение, но тие не сватија. Со ушите ќе слушаат, со очите ќе гледаат, нема да разберат, и со срцето да се покајат и да ги исцелам. Исаија. А на другиот ден, кога некој од нив се тепаа, тој дојде кај нив, ги советуваше да се смират, велејќи: луѓе, луѓе, вие сте браќа, зошто се навредувате меѓу себе? Ах, колку пат им го велам ова на македонците, но немаат уши, очи и срце за покаяние. Степенот на нељубовта која е меѓу вас ве држи во робство. Затоа се тие 400 години во робство, тие се тепаат меѓу себе. Затоа Македонија е таква. Но Бог има план. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава Ти, Исусе, слава Ти, Христосе.
No onoj što go navreduješ svojat bližen go odbi Mojsija i mu reče, koji te postavil da bideš načelnik i sudija nad nas? Koji si ve ti? Koji si ti, pojma nemaš? Ja si jadam od drvoto na poznanijeto, na dobrot i na zloto. Ili pak i mene sakaš da me ubiješ, kako što včera go ubije Egipćanec od tije zborovi Mojsej pobegna, se naseli kako tugine zvozemljata Midijanska, kada što mu se rodija 2 sina, i koga pomina 40 godini u pustinata, 40 dena, 40 godini, mu se javi angel Gospodov u pustinata, na Sinajskata gora, u pustina. Pustina je sve to tamo. Pustina je sostojba kada ne prebiva ljubav, tako prebiva satanata, lagata, izmalata. Bo ognjem plamen, bo jedna kapina. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Ti blagodaram što i u ovaj den продолжуваме следниот завет. Ми го отвори срцето за Твоите слова, што Ти зборуваше низ мене. Се молам за сите што се во потреба, што се болни, гладни и осамени, да ги допреш во срцата, да го повикаат Твоето име, да разберат што значи да бидеш Исусов следбеник. Не ти да зборуваш што сакаш, нека биде волјата Негова, волјата Твоја, тогаш Твојата волја, мојата приватна волја, се претопува во Неговата. И јас сум пратен, јас му служам нему, јас сум испратен. Тоа значи служење, пратеништво, служба. Те сакам, Господ Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Денеска е првиот ден од 2019, луѓето го мерат времето. Има еден стих кој вели сатаната знае дека нема многу време. Единствено нешто што е вредно за слава е Исус. Исус. Мир вам. Ако го разберете тоа што побргу, тоа подобро за вас. До Божјо Царство Небесно. Амин. Raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče, prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče, prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo 6. čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče, prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat,